Здраво, деца! Денес ќе зборуваме за Марија Кюри, една неверојатна девојка која како возрасна жена ја откри радиоактивноста и доби 2 Нобелови награди. Има милион планети на небото. Една од нив, навистина мала, е наречена 7000 Кюри. Сакам да ја замислам како звезда, иако не е многу светла. Ме тера да помислам на татковата работна соба исполнета со светлина во нашиот дом во Варшава. Поминав многу часови таму како млада девојка, со многу епровети, пипети и садови со чудна форма. Верувајте, тие ме привлекуваа многу повеќе отколку куклите. Морам да признам дека како девојка навистина го сакав учењето и училиштето. За жал, во тоа време во Полска на жените не им беше дозволено да се запишат на факултет. Затоа, на 24 години, со мојата заштеда од работата како келнерка, се пресели во Париз и се запишав на Сорбона. Добив диплома за математика и физика. И планирав да продолжам со моите студии, кога сретнав научник. Никогаш порано не размислував многу за љубовта. Но Пиер Кюри беше посебен сопруг. Знаеше со часови да зборува за експерименти и за најновите научни иновации. Например, за оние поврзани со енергијата добиена од ураниум, која решивме да ја измериме. Купивме тони уранинит. Продолживме неуморно да работиме, се додека не свативме дека минералот, освен ураниум, содржи не еден, туку 2 нови хемиски елементи. Првиот ќе го наречеме полониум, во чест на мојата земја, објавив среќно. Вториот елемент зрачеше придушена сина светлина и изгледаше многу поактивен. Ке го наречеме радиум, предложив, а неговата енергија ќе ја викаме радиоактивност. Работев се додека еден ден не запишав во мојот дневник. Масата на еден атом радиум 225,93. Успеавме. Мислам дека радиумот имаше нешто волшебно. Моите дневници до ден денес се радиоактивни, па затоа се чуваат во посебни кутии обложени со олово. Но од друга страна, во соодветни дози, тој се користи за X зраци, па затоа тоа е оружје против ракот, што е неговата најголема магија. Во 1903 година ја доделија Нобеловата награда за физика. Јас бев првата жена која ја доби во светот. За жал, Пиер почина набрзо потоа и останав сама со 2 ќерки. Но имаше многу работа. Ја презедов позицијата на Пиер како професор на Сорбона, основав институт за да го продолжам нашето истражување, исто така јавно го објавив системот кој го користевме за добивање радиум. Во 1911 ја добив втората Нобелова награда, овој пат за хемија. Неверојатно. Јас бев првата личност која добила 2 Нобелови награди, и тоа во 2 различни полиња. Потоа избувна војната. Имав конструирано мала направа за X зраци и почнав секој ден да возам до фронтот, онаму каде што имаше ранети војници, на кои им требаше нега. Се надевам дека придонесов во спасувањето на човечки животи со мојата работа. Дури
I ako spasив samo jedan život, ќе беше доволно вредно. Сакаш да си како Марија? Учи го она што го сакаш и не плаши се да истражуваш за она што не го знаеш.